Dream Team и пријателите, проект кој ја виде светлината на денот малку доцна, меѓутоа има причина зашто е тоа така. Во тој Dream Team се собрани неколку македонски најпознати пејачи и пеат на различни песни за различни вкусови. Денес имаме честа да поразговараме со Ленча Кукиќ, една од учесниците на проектот. Па Ленче би ја замолил да дојде заедно со мене да поразговараме на оваа тема. Здраво, Ленче! Добро вечер, добро вечер. Како си ми? Па да ви кажам, во оваа прекрасна атмосфера, секогаш добро. Секогаш добро. Сакам да им честитам еве на колегите од Dream Team што смогнаа сили на вистина да направат еден таков убав проект, кај што се најдовме и јас и Горе. Ние сме посебно благодарни што еве ние сме дел од естрадата, кој што, нели, тие убави луѓе избрали убави пејачи квалитетни и ние чест што сме сите заедно. И да им посакам многу вакви проекти. Јас се насмеав кога дојдов. Реков, знаете што, да направите такви проекти, барем 20, кога луѓето ќе не слушаат, преку глава да им дојдеме. Сега нека планираат што ги прават. А како се случи самата соработка со Dream Team-от и пријателите? Бидејќи знам дека проектот малце беше доцнеше со неговата презентација, меѓутоа и зошто тоа беше така? Да. Па добро, тоа е пред се нивна идеја, а иначе нашето пријателство трае, јас ги знам сите, од кога почнав јас и тие почнаа. Тука некаде сме генерацијски и нашето пријателство трае веќе 30 години. Тоа не е од денес. Значи, ние соработуваме, твориме сите заедно, јас од нив имам песни, значи ми свириле на многу песни. Соработка имаме многу години, не е од вчера. А идејата е токму нивна што дојде до овој проект. И секоја чест. Кои песни се пеат на самиот проект? Да ви кажам, избравме вака своји песни и јас секогаш кога велам општо познати, така народни македонски, и некако избравме песни од каде доаѓаме, барем по една-две да си направиме, така јас и Горан ја пеевме во Струмица на улица, Горан ја пее За тебе брате, јас ја пеам Сакам да ме крадеш. Мерак за душа. Да, прекрасни песни, значи баш луѓето кои ќе се пуштат да не им текне да сменат, туку да си уживаат и вака со едно ракивче и со салатичка и да си ја терат вечерта. Баш така излегува проектот. Секоја чест. Ленче, јас секогаш кажувам ти си бисерното грло на Македонија, еден глас кој што плини и кој што освојува и со харизма, и со глас, и со стас. Од кога победи на едно шоу надпреварувачко, дали ти затворија повеќе врати во светот на музиката, кај нас конкретно? Како не, секако. Значи, ова продукција која што јас победив на ова балканско шоу имаат гледаност со милиони луѓе. Нема што да зборам тука како не би ми се отвориле вратите кога друго е, нели, значи се презентираш на повеќе луѓе и така и популарноста е поголема, така и работата е поголема, нели. Сега јас имам концерти надвор од Македонија, така на социјалните мрежи ги известувам луѓето каде учествуваме, каде настапуваме, така да за мене не е една врата, туку многу врати се отвори и благодарност. Во едно интервју кажате дека живеете само од музиката и само од музиката. Веројатно и ова шоу ви помогна за поголема промоција надвор и па и овде. Така, секако. Да, некаде во некој интервју сум рекла дека ние екзистираме само од музика и јас и Иван и Горан. И ние тројцата тоа го работиме, друго не, и затоа баш беше добра промоција на за нас. Синот продолжи по вашите стапки, вашите патеки. Кој му е совет од мама и тато кој што сте му го дале, а кој што и вас ви помогнал за понатамошниот живот, односно кариера? Да, па тоа е дете гаено во семејство што цел живот се зборува за музика. И излезе од него многу музика. Секогаш не слушал, секогаш сме разговарале баш така родителски и послушен и коректен, паметен, и ни е чест што посебно сега пак со Владко да немам збор. Значи уште поголеми искуства му се пружат да ги научи. И тој веќе, да не кажам, и малце ни прескокна, така отиде понапред. Но секогаш е со нас, значи секогаш ние некако тројцата разговараме за било што. Така да немам збор за него, само секогаш му посакувам една убава иднина понатаму да твори, бидејќи има многу музика во него. Ленче, во една девиза гласи дека дебили ма среќни.
И јас ја практикувам таа девиза од време на време, меѓутоа тоа слабо драстично. Како ти успеа тоа? Па ти кажам, некако малце стресче, па малку секогаш велам ќе се скратиш малце од јадењето и малку по физичка активност и ќе се подсредиш. Но пак ќе кажам, убаво рече, дебелките луѓе се срекни, душичката нека им е полна со добрина и со љубов, другото не е битно. Јас имам повеќе случаеви убави луѓе, ама не се добри. Па има некои кои што не се убави, ама се многу добри. Нема значение тука. Така да, душичката те е убава, каков сакаш можеш да бидеш. Не е битно тоа. Во Hype TV ги имаме Дејан Николовски Чуле и Александар Делов. Тоа се оние луѓе кои што го направија Dream Team-от и пријателите. Дечке, навистина ми е драго за вакво нешто. Ова е навистина убав проект да се промовира македонска музика, да покажеме пред светот, пред нашиот народ кој сме и што сме. Како дојдовте на идеја за вакво нешто? Првенствено поздрав до сите ваши гледачи, благодарност до Hype TV. Идејата датира уште пред повеќе од 10 години. Ова не е прв проект на Dream Team со пријателите, да кажам. Мислам дека е третас, така. Ова е трет проект, ќе го насловиме као Dream Team и пријателите број 1. Проектот ја виде светлината на денот малце подоцна. Кажете ми зошто? Проектот ја виде светлината на денот малце подоцна. Кажете ми зошто? Или вака. Тоа не беше ништо случајно, што ние го снимаме овој проект. Чуле, пред колку време беше, ако не се лажам, пред... Проектот е сниман крајот на јануари, ако не се лажам. Февруари, мислам дека беше така. Трагедијата во Кочани си го направи своето. Моравме малку да го одложиме, не малку, него малку повеќе, за да успееме сето тоа да го средиме како што треба. И еве во позадина гледате како тоа убаво изгледа и убаво звучи. Значи тоа е причината. Моравме да го одложиме за немилиот настан во Кочани. Како настана изборот на песни? Изборот на песни беше се случајно избор, мислам, беше испарна договор, заедно ги договараме сите овие работи со дел од колегите, а повеќето, ако не се лажам, чуле се и авторски песни на нашите гости на овој проект. Има неколку и наши авторски песни. Се трудевме да бидат авторски песни и песни што во некој сегмент, како да кажем, еве ја обележале кариерата на сите наши гости, нели? Тоа се хитови кои што се слушаат, се пеат и ние ги свириме и ги пееме со задоволство, така да изборот не е случаен, е намерен за да имаме еден ваков фин производ. Колку овој проект допренесува за македонската народна песна? Ја се надевам дека ќе предонесе доста многу овој проект, пошто морам да потенцирам дека овој проект е сниман во живо. Сите песни се направени како што се направени со автентичен звук, значи препознати по нашиот звук на Dream Team. Се надевам дека ќе придонесе доста позитивни критики ќе добиеме и така натаму. Гледаме дека јадат и пијат на видеото и покрај тоа што пеат. Па тоа и ни беше муабетот и поентата, нели? Сакавме да направиме нешто, да допреме до публиката, до нашите слушатели и гледачи, нели? Да не правиме нешто сега како ете сме нашминкани, така сме вештачки или тоа не. Ова е, верувајте, од прва до последна песна снимено како што звучи, како што се гледа. Нормални сме, спонтани сме, за да допреме до нашата верна публика, за да го осети моментот како и ние се опуштаме, нели? Ова е како се опуштаат музичарите и пејачите. Веројатно сакавте да доловите на македонска традиционална средба која што се случувала и се случува. Еве и ден. Така, баш така, тоа е тоа. Тука има што да се види, нели, како што гледаме. Ова се е една природна атмосфера, снимено, направено како што треба. И да не заборавам, кога го завршиме овој проект со снимањето, ние не застаравме. Продолжиме до раните утрески часови доле тука во овој ресторан во Деница. Пак да застанеме сите тука, сега ќе звучи, ќе изгледа исто. Да, Дали нашиве пејачи имаат посебни барања? Не. Во која смисла мислите?
посебни барања, не знам, посебно вино да пијат, такво сакаат, посебна храна, не знам, кавијар, пример. Не сме толку захтевни, верувајте, не. Уживаме во добра капка, уживаме во добра храна, уживаме во добра музика, така да не, нема. Што се разбира секогаш со позитивна енергија, како што гледате и тука, пак да не се повторувам, тоа е тоа. Мислам дека има што да се види и самото видео го кажува своето. Колку и да збориме, што и да кажеме, ние ќе оставиме гледачите да оценат дали и што и како му се допаѓа. Се надевам дека има што да се види во овој проект и тоа е тоа. Дали можеме во иднина да очекуваме вакви проекти, бидејќи се ова сепак се покажува македонштината во најмала рака? Па секако нема да застанеме тука, нели, ова е само број 1. Јас сум убеден и моите колеги, и нашите колеги и пријатели дека ќе имаме и број 2, број 3. Па дај Боже, како што кажа Ленче, да имаме и 20 продолженија. Ми беше многу драго што една спонтана, убава забава се случи, што се овеќе вече. Што пеевте? Ние отпеавме неколку наши песни, еве, уште ми фали иде у позадина, Душа Бакшиш, со Миле Кузмановски отпеавме Крал без круна, една моја песна што ја имам пишувано за Миле, што ми е многу драга. И така, се приклучивме во некои песни народно кај што се снајдовме. Во секој случај мислам дека публиката ќе ужива во ова. Каде е Дац? Тац не беше вечерва тука, ама имаме еден представник. Многу ве поздравува и вашата телевизија. Веќе од ноември некои настани имаме што се многу интересни, ќе ги објавиме. Ја промовираме новата песна 4 страни и ќе направиме некои гостувања. На вашите свирки секогаш има најмногу луѓе. Како? Која е тајната? Нема некоја посебна тајна и рецепт. Мислам дека тоа што сме природни и имаме голем круг на пријатели. Нашите свирки не се тоа настапи или концерти, него се баш дружења. Во било кој град да одиме низ Македонија, се чувствуваме убаво со таа публика, влегуваме меѓу нив и заедно пееме. Тоа е нешто што не може да се изрежира. Дали Бела Чао секогаш е химната која да одбележува вас? Па одбележува еден период на короната кога бевме многу активни, да речеме не промовираше повеќе меѓу народов, затоа што бевме смисливме еден вентил за луѓето како да го пребродат полесно тој тежок период на короната. Бевме секоја вечер со нив на Facebook, на YouTube, им правевме песни, пеевме со нив и затоа тоа е едно убаво сеќавање. Александар, ти си плоден автор и на приватен план. Што моментално спремаш, што ќе не изненадиш? Па нонстоп работам некои работи, преокупиран сум на дуото, правиме нови песни, концерт спремаме што треба следната година се случи. Рекламите, маркетингот, она позадински што го работам. Еве моментално, што е интересно, за Златно славење работам. Детски песни, тоа ми е посебно драго. Секоја година гледам да најдам време по една-две песни детски да напишам. Така ќе биде и годинава. Ќе им гостуваме на Златно славење исто така. Тоа е. Треба да ја задоволиш публиката, дали постара, помлада, од сите старосни граници. Дали може да се надеваме на твоја лична песна, каде што ти би излегол како пејач и како автор и како композитор? Ке си дојде времето и за тоа. Оставаме она што публиката го сака. Сум имал многу песни низ годините. Кога ќе се роди таква, ќе ја промовираме заедно. И за крај би те прашал, што би им препорачал на нашите гледачи на Хайп? Со твојата песна, со вашата песна Чао Бела направивте на вистински бум, ги охрабривте луѓето. Што е она што сега би го охрабриле со вашите зборови или со што би го охрабриле нашиот народ? А ние имаме едно мото што го кажуваме сегде, така и почнавме. Даце глумец, јас сум кантавтор, пејач, композитор, ама се споивме за убавината на народот и да му исполниме душата и срцето. Нашата мисла е шириме љубов и позитивна енергија. Тоа го правиме и ќе го правиме и во следната година. Најприродно, бидејќи баш така се вика и проектот.
Dream Team и пријателите. Прво што не врзува со Dream Team е едно долгогодишно пријателство, едно најискрено, најчисто пријателство. Да кажам, најпрвин со Коки Коцев, со Николчо Коцев, секако и со останатите членови од бендот. Меѓутоа, тука не врзува и Бевес, да кажам дека сум му старосватица на Коки и на Кика, така што најприродна е соработката, да биде Dream Team и пријателите. Пријатели сме прво и пред се. Често ве гледам на малиот екран позади, на големиот екран позади. Кои песни ги пеете? Мојата Капни Солзо и мојата Кој ја роди песната. Тие се дел од проектот овдека снимени. На Капни Солзо и се радувавме заедно со Dream Team, со Коки, со сите, уште во времето кога ја направивме со Борче Нечевски со ФИС, така што беше многу природно да оди таа песна, а другата беше така малку за подигање на расположение. Токму она што одбележува вашата кариера е Капни Солзо, една од вашите најубави песни, можам слободно да кажам. Колку ви отвори врати за понатака таа песна? Па, Капни Солзо е песна која што да допира директно во срцето, една емотивна, да речам, балада, која што не лепи можеби на прва, меѓутоа е она која што ја бара секоја единка кога е така, можеби ранета душа, па оваа Капни Солзо ги лечи и ги мие тие рани. Вашиот сопруг, еден од нашите најпознати пејачи на народна музика, Наум Петревски, е постојано со вас. Меѓутоа, колку време посветувате заедно на настапи? Ние навистина многу настапуваме заедно, да кажам дека и 95% од турнеите на кои што одиме заедно. Така ни е поубаво. Има љубомора? Ако нема љубомора, нема ни љубов. Ја барем така го разбирам тоа. Ова е да се насмееме, ама има дел вистинито во сето ова што го кажам. Дали вашите деца го продолжија вашиот пат или нешто сосема друго? Македонка керката заврши соло пење, дипломира више. Таа е насочена повеќе кон класичната музика и кон соло пењето, значи онака како што треба да биде. Морам да кажам дека пее фантастично и направивме, кога за мојата 50 годишница, направивме една песна заедно со неа, беше нејзина желба, спојна, ја преработивме Симпатија, направивме еден кавер, таму таа си го има тој оперскиот дел, а јас оној другиот, така што следува изненадување од неа, пее фантастично и народна музика и ќе ја натерам да се покаже и докаже и во тој дел. А Стефан, веќе снимивме една песна и бевме на Прилеп фест. Тоа е на етно одделот во ДМВ Уцилија Николовски Луј, така што мислам дека и тие ќе го следат нашиот пат. Што ви значи за вас лично македонската традиционална народна музика? Длабоко, од душа, значи тоа е нашиот идентитет, тоа е она што сме ние. Драго ми е дека моите Dream Team-ци направија прекрасен проект. Благодарам за поканата и мислам дека овој проект ќе остане и мислам во скоро време дека спремаат веќе и втор дел од ова. Овие се песни безвременски кои што ќе се слушаат, се слушали и ќе се слушаат. Колегите, артистите што се внатре се сигурно и внимателно ги одбрале од секој жар да имаат по некој гостин, но тоа да е све квалитетно и убаво спакувано. Им посакувам уште многу успешни проекти, им посакувам уште многу години да траат, а знам дека ќе траат. Која песна и на проектот, ама и онака чисто кога си на различни забави, пееш онака од срце баш? Па, како и овдека го пеа мојот репертуар, не каниме Крал без круна,
Шприцер. Тоа се песните што мене ме одбележа и секогаш ги пеам на моите настапи. Дали има некоја анекдота врзана за Не кани ме? Не кани ме? Да. Тоа ќе морате авторот да го прашате, него ќе го викнеме, ќе ви каже за текстот. Анекдота имало многу. Сум бил повикан, например, само да отворам свадбата, што Не кани ме. Која што не е песна за отварање на свадба, пример. Но ете така, желбата била голема на младите да бидам јас. Така да, ете, тој момент. Па ке ме прашале, те слушам, мирисаш пред мене, што е мирисаш? Како тоа пред мене да мирисаш? Па Дуњава, кога немам никого на Дуњава. Зошто вика Дуњава? Па викам, крушата овена мораше Дуња да би. Миле, мора да признаеме дека живееме во турбулентно време и твојот живот беше турбулентен. Како денеска да работите на тој план? Одлично, живи, здрави, семејство, живо, здраво, децата растат, успешни се, добри се студираат, малото е мало, ние си ја бркаме нашата работа, нашата кариера и нормално се грижиме за децата. Миле, кој фестивал еве ти оставил најголем печатот и на кој фестивал би сакал да се појавиш со оваа песна? Па од фестивалите во тоа време јас кога почнував, беа два фестивала, Цветници и Валандово, каде што можеше пеаш да се испромовира, да каже нешто ново, да каже нова песна. Цветници беше во малку поразличен од Валандово, затоа што имаше голем оркестар, се свиреше све во живо, се пееше во живо, така да некако тој ми остана залепен, мене барем. Ако правиш повторна свадба, кога би поканил на свадба? Има многу драги колеги имам. Па сите би си ги поканил со оние кои што живе, ама многу си. Кого не би поканил? Па тоа, кого не би... Јас немам проблем со ниједен колега во мојата кариера, еве, 35 години и не сум се замерил со никого. Може би со некого не се гледам толку често, со некого се гледам почесто, нели? Некогаш на сплетна околности, зависи од проект во проект, но навистина немам, не чувствувам со некого амузија да морам да сум се скарал или замерил и така да. И за крај, дали македонската народна песна навистина има иднина? Па види, мора да има иднина затоа што тоа е историја, тоа е заштитен знак на овој народ, фолклорот, а е пребогат и преубав. Се трудиме сите да помогнеме колку можеме со нашите знаења и умења. Се снима, се работи. Ќе мораат и овие помладиве малку да преземат малку и работата и они да помогнат, така? Затоа што нивното време доаѓа сега. Така да мислам дека ќе опстои. Народна песна. Наум, како сите овие години јас очувавме нашата народна песна? Работа не оди лесно никој пат, меѓутоа вака кој ќе земиме вака некој краен продукт да видиме, тоа е убаво нешто да се види, стварно. Инаку се спремат и нови работи нормално, и во мојава бранша почнуваме. Јас спремам албум еден тамбурашки, така да малку да смениме на нешто друго. Како се најдовте во Dream Team-от и пријателите? Јас и Dream Team сме прво големи пријатели од самиот почеток, дури од предпочетокот се знам со 3 членови, 4 на оркестарот, така да многу лесно се снајдовме. Заедно сме работале многу заедно, така да не е проблем. Кои песни ги пеете на самиот проект? Па Оди звездо ја пеам и не знам се уште што имаме, пошто помина доста време од кога снимавме. Оди звездо, дали се пее, дали ве барат на свадбите најчесто? Како не? Оди звездо и во поново време за Милица најбараним се. Како се согласувате со Зуица? Двајцата сте пееше народни песни. Како успевате да балансирате приватно, професионално?
со Зуица лесно е да се соработува, бидејќи е добар вокал, сепак професорка е по музика, така да многу добро ни оди комуникација и така. Бевте Австралија. Како реагираат нашите таму? Австралија, како Австралија, по 35 пат. Се сменија доста генерации, меѓутоа ме радува еден факт што и помладата популација, што е сега веќе средни генерации, ја прифаќаат нашава музика. Тоа е многу битно. Што мислите, која песна би одбележа вашата кариера? Тоа е, нема што да мислам, тоа е, се знае која, има ли песна е почетокот на се. Што да очекуваме нешто ново од вас? Па, еве реков, сега ќе имам еден нов тамбурашки албум и планирам некаде до почетокот на летото да извам уште еден албум и се спремам за моите 40 години на естрада. Културата се чува и преку традицијата, односно преку македонската песна. Дали успеавме да го сачуваме тој момент? Па ја мислам дека досега сме успешни, со изузеток сега, нормално, секаде има изузетоци. Меѓутоа, во глобала, гледам дека убаво оди македонска музика, оди према напред, така да мислам дека ќе успееме да додржиме. Значи, почестен сум што сум дел од ова видео. Си пееме убави песни, убаво ни беше. Не се замараме дали има камери, како што гледате, значи помина феноменално. Кои песни ги пеете на проектот? Пеам една моја и другата искрено не се сеќам која беше, ќе слушнете од на видеото. Кажи ми дали важи се уште она девиза like a fish? Тоа помина одамна беше, колку има? 15-16 години. Така да се уште знам да се шегувам на моја сметка со like a fish, но веќе избледе и помина. Дали би го повторил учеството на Евровизија? Се извинувам? Дали би го повторил учеството на Евровизија? Секако со многу поубава организација. Често си во Охрид, односно најчесто си во Охрид. Како е Охрид? Охрид е секојаш убав. Во сите 4 годишни времења, така да уствари сега се 2 годишни времења од лето во зима, од зима во лето. Јас таму живеам и го обожавам Охрид, така да и ќе си останам таму до крајот на мојот живот. Кога јас одам во Охрид, чувствувам друга клима. Кога се враќам во Скопје се разболувам. Дали имаме чист воздух во Охрид? Па искрено на зима и не е баш толку чист, затоа што многу домаќинствата се греат на дрва. Знае и Охрид да биде загаден, но се многу брзо се чисти затоа што имаме отворено пространство, значи Охридското езеро знае да даде чист воздух, има доста, мислам и целото е планина, така да на 700 метри надморска висина, мислам дека е доста поубаво од Скопје, барем од Скопје. Што е наследното што би ја изненади републиката? Очекуваме твои нови песни? Секако дека ќе има нови песни, баш и денеска снимав нешто ново, еден дует, но допрва ќе правиме мове за тоа. Работиме исто со Никол Чемицевски на нови песни, така да мислам дека зимава ќе има едно, 2-3 нови ствари. И оно што морам за крај да го прашаме, неминувно после 4 децении се појави дека вие се видовте со својата сестра, биолошка сестра. Морам да ве прашам само како беше првата средба? Првата средба беше многу драматична и буквално не може воздух да си поземам, кога прв пат се сретнавме, но сега се како да не сме били никогаш разделени, така да све си оди како што треба. За Хајп ТВ го имаме Јордан Митев, кралот на македонската народна музика. Така ве нарекуваат најчесто. Колку ви ласкави годи тој епитет? Благодарам што така мислите. Па тоа е голем епитет. Се надевам дека е така. Иако јас така самиот не се доживувам, меѓутоа се трудам да бидам добар, да бидам професионален, да бидам активен, а дали сум крал, не мора да сум крал, доволно е да сум доволно добар. Дали сметате дека македонската музика доволно се слуша денес и ке младите па и ке постарите генерации, новата македонска музика? Па мислам дека секогаш има простор за напредок
секогаш може повеќе, но во последните 10 години сметам дека има голем напредок во развојот на македонската фолк музика. Како доказ се моите песни кои што се доста слушани. Така да сметам само дека треба да има повеќе луѓе кои што ќе бидат професионални, вистински посветени и вистински што ќе ја сакаат оваа работа да ја пренесат на публиката. Има многу луѓе што се занимаваат со музика, но малку се оние вистинските кои што се вложуваат 100% во оваа работа. На која песна мислите дека македонците конкретно прават делириум или настанува делириум кога е во прашање некоја ваша песна? Која е таа песна? Па имам доста песни, во зависност од тоа во кој момент од прославата, веселбата, концертот се пее одредена песна, меѓутоа јас знам добро да ги избалансирам работите и точно во кој момент која песна треба да биде испеана. За моја среќа голем дел од моите песни се пеат од мојата публика, така да имам неколку песни кои што се навистина доста почитувани, например, ќе ја спомнам Наздрави за љубов, Ајде сите на нозе, Само тебе јас те сакам, со кој што се отворени многу свадби, барем таму каде што сум јас присутен. Навистина има доста песни кои што се пеат од срце, што за мене прво како автор, а и како изведувач е посебна чест и задоволство, и тоа е и мотивација да продолжам понатаму да создавам. Ангажиран сте доста во поглед во музички план, веројатно често стапувате од дома. Колку ви е поддршка вашето семејство? Се извинувам, не го слушав прашањето. Колку ви е поддршка вашето семејство? Често сте надвор од дома? Да, апсолутно. Семејството е најголема поддршка и најголема мотивација за еден успех, на еден професионалец. Јас го сакам семејството, сакам да сум обкружен околу семејството, и ето исто така сакам да бидам успешен сопруг и успешен родител кој што ќе биде гордост за своето семејство и за сите кои што се околу мене. Така да тие знаат дека јас оваа работа ја работам од срце. Јас живеам од оваа работа и за оваа работа, така да секојаш кога е во прашање нешто што е поврзано со професијата, апсолутно нема никаков проблем. Значи, оставен сум буквално да се посветам максимално колку што има потреба. Во време на разни трендови на музика, дали ние може да ја зачуваме нашата традиционална македонска народна музика? Дали ние доволно е, се извинувам уште еднаш прашањето? Дали може да ја сочуваме? Дали може да? Видите, да ја зачуваме, секој време си носи своја специфика. Звукот кој што се работел пред 20 години и сега, изразот, самите текстови, самите аранжмани не може да бидат исти. Така да ние не треба ништо да зачуваме, ние треба само да создаваме квалитет, да бидеме во текст со времето, да се навраќаме назад, меѓутоа и да создаваме нешто што одговара на ова време. Бидејќи ништо не почнува од сега и нема ништо да заврши од сега. Се е градација, секоја генерација носи нешто свое. Само треба да се препознае тоа како да се сработи, како тоа да се спакува за да биде интересно за публиката. Бидејќи ако ние тоа не го направиме, ќе го направи некој друг, а имаме сведоци како тоа се прави од многу изведувачи од Балканот. Така да ние треба да бидеме малку поотворени. Со самото тоа што ќе произведеме квалитет, автоматски ние го чуваме континуитетот од историјата. А некојаш нашите дела па ќе бидат историја за некои кои што доаѓаат после нас. Јас така гледам на работите. Инаку нема што да зачуваме, сето тоа е овде. Само е важно како ние што ќе направиме од тоа што го имаме. Дали ќе застанеме на тоа кај што сме или ќе одиме напред.